Добро. Ја малку да се погледам. Па сега може да се послушам. изборите ќе се бидат 2024. Сакаме да ве прашаме. Може прашање? Прашање? Да. Може. Рековте дека на себе си го имате елекот на кој што пишува рамо до рамо до победа. Предпоставувам дека и најавивте ќе го посетите секое населено место. Што откако ќе ги слушнете барањата на граѓаните? Првин, јас како и што кажам во моето обраќање, вие сигурно го снимивте, ќе кажеме на граѓаните што се направивме во текот на овој изминат период. И не ви повторувам, од економските политики, од зголемување на плати, од зголемување на пенсии, од големите инфраструктурни проекти, посебно во источниот дел на државата, магистралните патишта, регионалните патишта и така натаму. Но граѓаните секогаш имаат барања кои што можат да го подобрат нивниот живот. Бидејќи граѓаните најдобро знаат што е она што треба да се унапреди, како да функционира, која институција треба подобро да функционира, какво законско решение треба да се донесе. Сето тоа ќе биде собрано и ќе биде преточено во нашата програма, меѓутоа и во нашите политики кои ги спроведуваме во власт. Зошто не можете да ги разубедите луѓето дека она што го правите или работите повеќе на надворешната политика отколку на внатрешната? Дали до сега сте анализирале кампањата на ВМРО-ДПМН и она што секогаш тие излегуваат со контраставови на тоа што вие ќе го кажете, барем националните медиуми ги пренесуваат. Сметате ли дека дело да работите токму поради таа пропаганда не доаѓаат до израз и не се добро разбрани од граѓаните? Прво, опозиција секогаш ќе биде против власта и ја не очекувам опозицијата да ме фали. Исто како што од прв ден, секој ден тие нешто имаат некаква критика. Меѓутоа, јас не би се сложил дека ние само со меѓународна политика сме се занимавали, бидејќи зголемување на пензии е економска внатрешна политика. Зголемување на минимална плата е економска внатрешна политика. Отворање на 72 градинки во државата е социјална внатрешна политика. Зголемување на дотации до општините исто така е економска политика на фискална децентрализација. И низа на голем број други мерки кои што ги направивме, а кои што се на внатрешен план. Она што опозицијата го прави, наместо само да критикува, треба да искочат и да кажат што тие направија за овие скоро 2 години власт во локалната самоуправа, каде што имаат доминантно градоначалници и совети од нивните редови. Бидејќи она што го слушаме единствено од нив е како се караат меѓу себе. Јас живеам во Скопје. Во Скопје 1 милиметар не е направено власта на ВМРО-ДПМН и нивната градоначалничка. Меѓутоа тоа го гледаме и во сите други градови. Нема ниту еден проект што ќе кажеме да, тоа е направено. А јас можам да се пофалам со низа на проекти кои што се направени од страна на владата. Затоа што ако работите, ако сте посветени, ако имате волја и ако сте фокусирани, нема недостижна цел. Имаше одрони на патот Скопје-Велес. Тоа е едно горко прашање, а исто така и македонски железници. Каснат возевите се расипуваат. Дали владата нешто ќе преземе? Македонски железници е еден систем кој што треба да се реформира комплетно. Сите железници во регионот веќе работат на либерализиран пазар. Тоа кај нас не беше направено низ годините и затоа во идниот период ќе се работи на осмислување на концепт за прво либерализација на пазарот, и потоа за зголемување на ефикасноста на железници транспорт. Бидејќи тоа е предпријатие кое што прави загуби историски секоја година, а не пружа услуги на граѓаните на ниво кое што тие го очекуваат. Во однос на одроните на патиштата, тој патен правец секогаш имал одрони и секогаш бил саниран. Она на што сега се работи е конечно да се заврши, бидејќи имаше проблем со изведувачот во изминатиот период на делот кај Катланово, да се комплетираат лентите со реконструкцијата и тоа ќе биде направено. Источниот дел, повторувам уште еднаш, на државата е навистина инфраструктурно од аспект на патишта многу различен и многу осовременет после пуштањето на
патот Штип-Кочани до Радовиш, потоа до Пробишти патот, новиот експресен пат кој што се прави од Ранковци до Крива Паланка, третата лента од Крива Паланка до граничниот премин со Девебај, комплетно е реновиран патот од Куманово до Страцин и така натаму. Тоа се навистина проекти кои што значат за граѓаните. И вие денес ако ја споредите таа патна инфраструктура со она што го имавме претходно, навистина е неспоредливо. Истото тоа ќе го направиме и на патот од практично Градско до Прилеп, со веќе е завршено дел на проширувањето на патот на Плетвар. Многу скоро ќе биде пробиен и вториот тунел во Паришка клисура, што значи дека и тој магистрален пат ќе биде направен и ни останува да го направиме автопатскиот дел Битово Прилеп, кој што ќе започне, како што кажав, со изведба наредниот месец. Нашите соседи Срби деновиве веќе на големо ја раскажуваат приказната за брзата пруга, ја спомнуваат и нашата држава и поврзувањето Атина, Скопје, Ниш, Белград, Будимпешта. Спремна ли е Македонија за една таква инвестиција? Веќе се организира состанок на кој што ќе учествуваат министрите за транспорт и врски, токму на земјите кои што ги кажавте, значи Унгарија, Србија, нашата држава Грција, со цел осовременување на коридорот 10 во делот на железничниот сообраќај. Србија веќе има план за правење на нова пруга, која што ќе може да обезбеди поголема брзина на возовите. Идејата и ние исто така да го продолжиме тоа реконструирање на нашата пруга. Веројатно нема ни да може да се реконструира пругата. Кај нас туку ќе треба да се прави нова пруга. Тој проект некаде според експертите би чинел 1,5 милиарди евра. Коридорот 10 да се направи. Меѓутоа со оглед на тоа дека се работи за коридор 10, кој што има можност и за финансирање од страна на европските фондови, а ние сме држава која преговара со Европа, и доколку заедно со државите од регионот со кои имаме одлични добрососедски односи, настапиме, тогаш ќе можеме да сметаме дека и тој проект ќе почне да се работи и во иднина да биде реализиран со цел да може да се обезбеди брзо железничко поврзување. Ви благодарам. За зголемувањето кратко за 78%. Тоа е одлука на Уставниот суд. Уставниот суд укина две одредби од Законот за плати. Одлуките на Уставниот суд прво не може да се коментираат, нити може да се влијае на нив. Она што владата го има како инструмент и што ние веќе го правиме е подготовка на нов закон за плати, во кој што ќе биде дефиниран структурен и системски пристап во платите, бидејќи сега има неконзистентност. Тоа е првата работа. Второ, се преговара општ колективен договор со синдикатите, со цел исто така и кај работниците да се стави систем на висина на плати, меѓутоа и на системско покачување од година во година, а што се однесува до она кое што е поврзано со одлуката на Уставниот суд, единствено каде што владата за функционерите кои што таа ги именува може да интервенира, тоа е коригирање на дел од коефициентите кои што се основа за пресметување на платата. Меѓутоа 11 години 2 члена стоеле во тој закон кои што Уставниот суд ги укина. Денеска имаше и соопштение од Уставниот суд дека тие се заради неуставност укинати и судска одлука на Уставниот суд ниту може, ниту има начин како да се коментира.